Врховниот суд не донесе одлука дали нелегално прислушуваните разговори ќе може да се користат како докази во судските постапки. За тоа ќе се расправа во наредниот период, а за стручно мислење ќе бидат ангажирани надворешни експерти. Што се однесува за тоа кое обвинителство ќе може да поднесува барање за заштита на законитоста, во иднина и специјалното јавно обвинителство и основното јавно обвинителство ќе можат да поднесуваат барање за овој вореден правен лек, но СЈО само за нивните предмети. Најавено е дека допрва ќе се допрецизира ова прашање. За предметот труст покренат од СЈО, од судот соопштија дека судиката Лидија Неделкова е изземена од советот и дека за овој случај ќе одлучува нов судски совет. За причината за изземањето беше наведено дека нејзиниот син бил работно ангажиран во СЈО. Во меѓувреме дебатата за тоа дали прислушуваните разговори може да се користат во доказната постапка се префрлува и кај експертската јавност. За професорот Александар Климовски законите и досегашната судска пракса се јасни, односно сите нелегално стекнати снимки не може да се земаат како докази. Обвиненијата што ги поднесува истрагите што ги врши ТРОМО, поради тоа што не може врз база на незаконски прибрани материјали да изградат обвинение. И генерално правеа драма, создаваа фикција во јавноста за одредени настани кои што произлегле од тие разговори, де факто не се случиле. Инаку со анализа на правото на другите земји членки на Европската унија се доаѓа до заклучок дека законските решенија од Белгија, Кипар, Шпанија, Грција, Ирска, Луксембург, Холандија, Португалија, Малта речиси се идентични со нашите закони, односно доказите прибавени на противправен начин не се дозволени во рамките на судската постапка. И Европскиот суд за човекови права е на иста линија, односно дека користењето на незаконски прибавените докази, особено доказите прибавени со повреда на членот 8 од конвенцијата која го гарантира правото на почитување на приватниот живот, не може да се користат во било каква кривична постапка.